Здраво, дечки! Добре дојдовте во уште едно Дома со Леа видео. Моето име е Леа, ова е првиот YouTube канал за мамички на македонски, а освен препознатливите видеа за мамички и за проблемите на новите мајки, на Дома со Леа ќе гледате и видеа поврзани со работа од дома. Тоа е една област во која имам малку повеќе искуство отколку во мајчинството. Почнав да работам од дома некаде на средината на мојот досегашен работен век, односно од 2014 година. И морам веднаш да ви кажам дека тоа е една од подобрите работи што ми се случила во животот, односно една од поважните одлуки што ги донесов добро во животот. Доколку вие сте вработени, имате привремена работа, работите хонорарно или сакате да се пробате во некоја нова кариера, топло ви препорачувам да размислувате на опцијата работа од дома, заради многу бенефити кои истата ги има. Но пред да се одлучите за ваков чекор, треба да процените дали вашата работа може да се работи од дома. Воглавно, тоа зависи од две работи. Прва, зависи од типот на работа. Нормално, ако работиме во производствен погон, во лабораторија, работата ни е поврзана со конкретна локација, или работиме транспорт во било која смисла, тогаш разбирливо, нели, таквата работа не може да стане работа од дома, но добар дел од канцелариската работа, како и скоро секоја стартап работа, а и најголем дел од секторот на интелектуалните услуги се подобни за да бидат вашата следна работа од дома. Од работата зависи до тука, а од тука натаму се зависи од нас. Значи, обемот на работа го одредуваме сами. Ова може би звучи како да ќе решиме дека ќе работиме само еден ден во неделата, да ќе одмараме сите други денови, но доколку работиме во дејност во која што можеме да се опуштиме и да се внесеме на начин на кој што малите деца се внесуваат во играта, тогаш ова одредување на обемот на работа може да значи поставување на аларми кога конечно мора да престанеме со работа во текот на денот, да си легнеме, да излеземе или да правиме било што друго. Потоа, работното време го одредуваме сами. Ова е добра вест за сите ранобудни птици кои што обожаваат денот да го почнат во 6 наутро со јога и со кафе, и кои што најкреативните часови во својот ден ги имаат некаде до 9 часот, односно до времето кога повеќето од нас стигнуваат во канцеларија. Но ова е и одлична вест за сите оние на кои мозочето им е активно доцна навечер или во ситните утрински часови. Да, дечки, кога работите од дома, можете да си почнете со работа во 20 часот и да завршите во 12, во 2 или во 4 по полноќ, да си легнете и да спиете до утредента до кога сакате. Уште нешто многу важно и многу поинакво и поблагословено од работата на конкретно работно место е што работните услови ги одредуваме сами. Дали во кревет, дали на биро, дали во паркот позади зграда, дали во некој кафич кај што ќе јадеме бранч. Одговорот на ова е дека можеме да работиме буквално каде сакаме. Единствено што е важно е да сме продуктивни. Откако ќе си ги создадеме идеалните услови за работа, може да сфатиме дека надворешните услови не се главните услови за продуктивност во работата, туку главните услови доаѓаат однатре, од нас. Не одолеваме на нотификации, не можеме да престанеме да гугламе глупости кои што не се релевантни за работата, не мрзи, ни се јаде или ни се пие нешто многу почесто отколку што тоа би ни се правело во канцеларија. Не можеме да се фокусираме или едноставно не сме дисциплинирани. Ова е вистинскиот предизвик и воедно најголемата можност кога станува збор за работењето од дома. Потребна е само дисциплина. Но самодисциплината не е воопшто еднослојна активност како што може да ви звучи. Напротив, таа е длабок и многу вреден поход во освојување на себе си. А тоа во еден секојдневен контекст значи запознавање, прифаќање и угодување на себе си. Понатаму, ова води до поголема ефективност и повисок квалитет во секој аспект на животот, што доведува до покачување на личните стандарди и рафинирање на потребите на начин кој што може да не одведе во самоактуализација.
А тоа е највисоката потреба на секој човек според хиерархијата на потреби. Ова не го велам јас, туку американскиот психолог Абрахам Маслов, познат како автор на пирамидата на Маслов. Пирамидата представува сликовит приказ на теоријата на човековите потреби, односно во контекст на работата, доколку било која, макар и привремена работа, може да ви ги реши првите две нивоа на пирамидата на потреби, потребите за храна, за сигурност, посериозна професионална кариера може да ви донесе чувство на поврзаност и на припадност во одредена организација, чекорењето по скалилото на работни позиции во некоја поголема организација, компанија или корпорација може да ви ги задоволи потребите за почит и за статус, но практично највисоката потреба, онаа која најмал број на луѓе било кога во животот ја достигнуваат, а тоа е потребата од самоактуализација, односно станување највеќе што можеме да бидеме. Остварувањето на оваа потреба преку работата бара слобода, креативност, чувство на контрола врз работата и уште многу други допирни точки со работата од дома. Ви благодарам многу на вниманието, благодарам многу и на сите твитерџи кои што околу нова година одвоија време да гласаат на мојата анкета какви видеа сакаат да гледаат на Дома со Леа. Токму вие кои што се интересирате за работа од дома, токму за вас е ова видео. Притиснете лайк и сабскрајбнете се на Дома со Леа и пишете ми коментар дали сакате да гледате повеќе вакви видеа набрзо. Поздрав!